Отварам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е избор на уште еден уставен судија. Станува збор за професор Ана Павлова Данева. И на почетокот да кажам дека во овој мандат, како собраниски состав, не успеавме да ги надминеме проблемите кои ги воочивме во однос на избор на уставни суди. Зашто го кажам ова? Затоа што на некој начин оставивме силен впечаток во јавноста, оправдано, дека изборот на уставни суди во Република Македонија се сведува, оправдано ќе констатирам, на партиски избор на уставни суди кои треба да бидат во функција на владеачките партии СДСМ и ДУИ. За ова да не се случува, мораше Собранието на Република Македонија да се надмине самото себе и сите грешки кои ги уочивме во законот, во процедурата, да ги отстраниме. Имено, констатиравме дека во законот не е дефинирано што е тоа истакнат правник. Па многу во наводници истакнати правници ни се провлекува низ оваа собрание да бидат уставни судии, без при тоа да исполнуваат елементарни услови за да се најдат на тоа место. Понатаму констатиравме сите, и опозицијата и позицијата, дека е најдобар модел сите кандидати на вака високи функции да се представуваат пред собранието. Затоа што не е само стручната подготвеност на кандидатот во прашање кога бираме судии, посебно уставни судии. Многу битен е личниот интегритет. Колку еден уставен судија ќе има личен кредибилитет за да може да се носи со позицијата. Колку еден уставен судија ќе има интегритет да не потпадне под влијание на партиски влијание. Ние тоа не го направивме и повторно оставивме многу простор за манипулација, за да го самиот процес на бирање на уставни судии доведуваме секогаш во прашање. Што се однесува до изборот на уставни судии, овде морам уште еднаш да направам паралела дека процесот беше поприлично закочен и тоа, верувале или не од опозицијата. Имено власта на почетокот од процесот не можеше да ги договори бројот на места помеѓу владеачките коалициони партнери. Затоа се кочеше процесот. Кога се договори тој сооднос на силите во Уставниот суд, колку места за СДСМ, колку места за ДУИ, тогаш работите тргнаа од таа мртва точка и паднаа во вода сите обвинувања дека опозицијата ги коче процесот. Во меѓувреме, ова собрание, иако незаслужено, ја избра Добрила Кацарска за претседател на Уставниот суд. Тања Васик, истакнат правник, Фатмир Скендер, професорката Јадранка Дабова и во 2018 беа избрани Осман Кадрију, Дарко Костовски. Значи, сега имаме едно испразнато место во Уставниот суд и еден куп партиски војници кои треба да одработат за СДСМ и ДУИ. Зошто го кажувам ова? Затоа што Уставниот суд е многу битна карика во државата. Можеби тоа е врвот на пирамидата на правото, на правосудството, и тоа е линкот кој треба да ги поврзе сите власти во оваа држава. Тоа е местото каде што граѓаните на Република Македонија треба да ги остварат сите неостварени права кои им се дадени со Уставот на Република Македонија,
а со некои закони, со некои подзаконски акти, со некои норми им се ускратуваат. Значи, ова е тој филтер каде што треба да функционира правната држава. И затоа беа толку драматично искористени партиските медиуми на СДСМ и ДУИ да се изфорсира потполнување на тие места со партиски војници од две едноставни причини. Во време на власт да поминат сите неуставни закони, по истите да не се зборува, по истите да не се произнесе Уставниот суд, или ако се произнесе, тоа да биде во насока на политиката. Вториот момент е, јасно е на власта, на ДУИ и на СДСМ дека одат во опозиција и треба орган кој може понатаму не да ја воздигне демократијата, да ја суспендира демократијата во Република Македонија. Затоа е тоа потполнување и затоа е тоа брзање и на мускули носење на луѓе од доверба. Затоа се тие тешки партиски војници кои треба да одработат за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и за ДУИ. Сега во вакви ситуации ја бираме професорката Ана Павлова Данева. Генерално морам да кажам дека професорката делот истакнат правник може да не важи за неа, затоа што ги исполнува остатокот од членот каде што се бара соодветен научен допринос во фелата. И тука немаме забелешки, како професор науким, редовен професор, професорката ги има сите тие потребни и знаења, и предзнаења, и докажување во науката. Меѓутоа, повторно имаме партизација. Искуството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше, ако веќе толку се дига галама за истакнат правник, ќе понудиме професори, меѓутоа не професори било кој, туку повторно партиски војници. Повторно докажани партиски играчи. Имено, не може да не знае никој во државата дека Ана Павлова Данева била носител на листа. Била пратеник и во еден момент била подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И тука молка. Замислете, почитувани граѓани, почитувани новинари, ако ВМРО предложи подпредседател за уставен судија. Тоа ќе биде тешка галама, тоа ќе биде суспензија на правото, тоа ќе биде крај на државата. Меѓутоа, тие кога предлагаат на вакви места, вакви истакнати партиски функционери, се е нормално. Било тоа пред неколку години. Во рете, меѓутоа, ако тоа сакате да го направите, треба да ги смените законите. Треба јасно да дефинирате кога одреден партиски функционер може да влезе во уставен судија, односно колку години треба да не се бави со политика, дали треба да даде нотерска изјава дека веќе не се занимава со политика и така натаму и така натаму. Меѓутоа, тоа треба да биде ставено во закон. Законите се јасни. Деполитизација на судството. Меѓутоа, тоа не допира до СДСМ и ДУИ. Покрај тоа што, еве, пак ќе смогнам сили да кажам дека и професорката во некои ставови се слагам со нејзи. Имено, таа го критикуваше СЈО, и тоа е факт. Го критикуваше и зголемувањето на број на министерски места, и тоа е факт. Критикуваше и Великотрновскиот универзитет, и тоа е факт. Меѓутоа, факт е и дека е наградена од СДСМ за предни избори да добие тоа што треба да добие. И тука нема бегање. Единствено останува сумнително дека ова е утешна награда за професорката затоа што на ова место требаше да седне Јовевски, меѓутоа човекот отиде у пензија и едноставно го заборави од СДСМ. Толку од политиката, толку од големите игри, зборови и важност за Јовевски, едноставно човекот одиде у пензија и крај на приказната. Партизација на Уставниот суд и делегитимирање на оваа власт
на избори, па понатаму реформи во судството. Тоа е решението. Благодарам.